нашиот клубски спорт ги постигна најголемите успеси во последниве години. Имено овде борачите на Бучим Јака, кои вечерва ќе ги гледаме низ директен пренос во првиот настап од годинашниот куп на европските шампиони против Атлас од Атина. Пред 2 години ја освоја титулата европски клубски првак, а минатата година беа победници во интерконтиненталниот куп и се официјални светски клубски прваци. Салата, како што и можеше да се очекува, исполнета до последно место. Повеќе од 6000 љубители на борењето дојдоа вечерво овде да ги бодрат нашите шампиони во дуелот со грчкиот првак Атлас. И еве го сега оној момент кога екипите ќе бидат представени на гледачите. Излегуваат најнапред гостите. Тоа се борачите на првакот на Грција, Атлас од Атина. Најнапред свирежи од гледачите, а сега и аплаузи. Ова е веројатно би мал реванш и потсетување дека не сме го заборавиле свеченото отворање на светското првенство во атлетика во Атина. Но ова е спорт, треба настрана да се остават сите работи. Овде битно е надмудрувањето, битно е витештвото, спортската борба. Еве ги доаѓаат покрај душекот и нашите шампиони, предводени од тренерот Тимче Ангелов. Инаку, знаете, има 8 категории од годинава, не 10 како во минатото, па мечот да трае подолго, ќе се одржат, би рекол, 2 полувремиња, најнапред 8 борби, потоа истите борачи повторно ќе се сретнат, значи вкупно 16 борби, а еден меч трае 5 минути. Тоа значи низ 16 борби ќе го добиеме победникот во овој прв меч, а реваншот е по 2 недели, и тоа не во Атина, туку на островот Крит, од каде што доаѓа спонзорот на Атлас од Атина. Инаку секоја екипа може да пријави по 10 борачи, намерењето имаше по 10 борачи, 8 оние што ќе настапат во првиот круг и 2 резерви, доколку некој се повреди. Па сега ќе ги видиме противниците во првото полувреме, во првата рунда, во првиот круг од овој меч. Во категоријата до 54 килограми боите на нашиот првак ќе ги брани стандардниот репрезентативец Владко Соколов, кој се наоѓа во добра форма. Ова се нашите борачи, го гледате тука и Шабан Трстена. Шабан Трстена настапува за прв пат во екипата на Бучим Јака. Мотивиран е и подготвен за борба. Беа представени тренерите Тесколидис на Атлас, Димче Ангелов на Бучим Јака. Инаку Тесколидис е татко на познатите борачи. Тесколидис едниот беше втор, едниот трет на европските првенства, значи борењето е присутно во ова семејство. За грците Јоргос Кусис во најлесната категорија, за Бучим Јака рекол со Владко Соколов. Во категоријата до 58 килограми за гостите Анестис Каракасис, а за нашиот тим прославениот ас на нашето борење Шабан Трстена, олимпискиот шампион. Меѓутоа, го видовте сега и Маријан Наумов, кој треба да биде резерва на Соколов и најверојатно ќе настапи во второто полувреме во категоријата до 54 килограми, а ова се борачите до 58 килограми Шабан Трстена. Тоа беше неговиот поздрав. Гледачите кои знаат да го ценат борењето, особено ги ценат и почитуваат неговите спортски резултати. Беше олимписки шампион во Лос Анџелес, вице шампион во Сеул минатата година, петти беше во Атланта. Во категорија до 63 килограми Константинос Кесанидис против Владко Лазаров, еден од надежните наши борачи. Михалис Каракасис настапува за Атлас до 69 килограми.
Васе Спасов за нашиот тим, Васе Спасов стандарден во составот на Бучим Јака и во нашата репрезентација. Борач кој секогаш го дава својот максимум и во кого треба да се верува. Во категорија до 76 килограми Николао Сидиропулос за грците, а Валери Верхушин за нашиот состав. Верхушин минатата година беше трет на Европското првенство во Будимпешта, беше 10 на Олимпијадата. Сидиропулос инаку доаѓа од Казахстан, а Јоргос Кусис во најлесната категорија од Грузија. Долго време живеат во Грција. 85 килограми Анестис Александридис за грците, а Магамет Ибрагимов, кој два пати беше европски првак, настапува за нашиот шампион. Тој неодамна доби македонско државјанство. Денес официјално му беше предаден и пасошот македонски и беше воодушевен. А истото тоа се случи и со Жилцов, ќе го видите и него на крајот. А го видовте Гари Бодосјан, кој ќе ги брани боите на Бучим Јака во категорија до 97 килограми, а во најтешката до 125 килограми Геннади Жилцов, кој настапи во финалето на Интерконтиненталниот куп против Топалидис од Грција. Жилцов и Ибрагимов од денеска собственици на македонски пасоши и тие ќе настапуваат најверојатно и за нашата национална репрезентација. Жилцов беше може интересен во моментот кога го добиваше пасошот, изјави дека ќе даде се, бранејќи ги боите за славата на македонскиот спорт. И неизбежниот доктор професор Ванчо Чифлиганец, првиот човек на македонското борење, надвор од сценариото, но срцето не може да издржи. Еве го на душекот ги поздравува борачите на двете екипи со на рударското срекно. Проче Бучим Јака е клуб на рударите на Бучим, а Ванчо Чифлиганец е генерален директор на овој наш рудник, спонзор кој не жали средства да инвестира во боречкиот клуб, кој пак се одолжува со одлични резултати и со шампионски титули. Дека секогаш во Република Македонија се добродошли и сме добри домаќини. Добре дојде за грчкиот шампион. Посебно е радува што денес сме гости на домаќините 2004 година, што ќе бидат домаќини на Олимпијадата и подсетување од 2004 година. дека Атина ќе биде домаќин на Олимпијадата гостите од Атина во 2004 година. А сега и сега еден подарок за сеќавање за ова гостување на Атлас во нашата држава, една уметничка слика, подарок што ќе ги подсетува гостите на ова гостување овде во оваа пеколна атмосфера во салата во Радовиш. Тука и битолчанецот Мате Шундевски на почетокот се создаваше атмосфера, полета и неговиот гулап постојано го носи со себе и тоа беше со овации поздравено од присутните гледачи. А сега Аврамос Пападопулос, представникот на грчката екипа, ова е тренерот Десколидис, сепак тој го прима подарокот, знак на едно спортско пријателство и другарување, така треба да биде во спортот. Ова се гестови за поздрав во едно време кога, мора да кажеме, постои една затегнатост во односите меѓу двете земји, особено од нашиот јужен сосед. Ваквите гестови се за почит и спортот еве ја покажува и својата друга димензија, не само спортска, туку и она малку пошироко. Екипите ги да